Дефицит во кадар има и во пекарската индустрија. Младите работа бараат надвор од границите на државата, па во пекарите недостигот на вработени се надополнува со повозрасни кои останале во земјава. Постојано вртат огласи за вработување, но никој не се пријавува за работа да научи занает и да работи во државата, вели Николче Малинов, собственик на Штипска пекара. Дециден дека мора да се отворат школи за пекари и младите да одат на пракса, со цел да има повеќе вработени и да не се доведеме во ситуација да нема кој да прави леп. И нема луѓе кои сакаат да станат пекари, ќе биде во иднина тешко некој да се вработи како пекар, бидејќи знаеме дека младите веќе одат во странство и ние се трудиме тоа да го пополниме со постарите генерации. Се снаоѓаме некако во догледно време, не знам како ќе биде, треба тука да преземе државата нешто, да отвори школа за пекари, да отвори фирмите да ги малку тука исто организира, да доаѓаат на пракса, да учат, да го видат овој занат дека е потребен за општеството, така да ќе видиме како ќе биде. Ние сме оптимисти. Во меѓувреме расте побарувачката на црниот леб во споредба со белиот. Малинов посочува дека граѓаните преферираат здрава исхрана. Традиционално лебот тип 500, меѓутоа морам да назначам дека во последно време се конзумира и темниот или црниот леб, поготово ние правиме специјален ржан леб по германски рецепт. Тоа е кај нас еден бренд кој го трошиме и добро се троши. Инаку има надеж за намалување на цената на лебот за денар или два, иако според Малинов сегашната цена на лебот од 30 денари е реална. Што се однесува до цената на лебот, моје лично мислење дека оваа цена од прилика 30 денари е реална. Можно е да има некое намалување денар до 2, сега не знам колку тоа ќе им значи на граѓаните, со оглед на тоа дека континуирано платите растат. Трошковите за брашно и другите состојки кои влегуваат во производството на лебот не се толку скапи, туку во последно време платите се покачуваат, бидејќи немаме и работна сила, така да мораме да ги зголемиме платите и тука тоа влие секако и на цената на лебот. Владата донесе одлука, ние ќе ја почитуваме и ќе видиме, времето ќе покаже како и колку ќе се намали цената на лебот. Малинов е дециден дека моментално главниот проблем кога е во прашање производството на леб не е цената, туку недостигот на кадар.